Комисијата за верификација на фактите илустрираше починат ректор на еден од универзитетите во Македонија, за кого е утврдено дека бил соработник на тајните служби. Лицето е починато и неговото име нема да биде објавено. Во 80-тите години тој на службите им оддавал информации за еден докторант на универзитетот чиј ректор бил, пренесе членот на комисијата Предраг Димитриевски. За останатите 4 предмети биле усвоени само извештаите, а решенијата ќе бидат донесени на некој од наредните седмици, за да се утврди состојбата во матичната служба, пошто ќе се дознае дали лицата се живи или починати. Се работи за еден генерален конзул во Торонто, Канада, за кого е утврдено дека бил информатор за состојбата на Организацијата Обединети македонци и црковната општина во Торонто. Вториот бил директор на авиокомпанија од Македонија, кој настојувал да отвори свое представништво во Торонто. Третиот бил функционер во СИЗ за култура во Куманово, а подоцна и директор на Центарот за култура, додека четвртиот бил професор на Вишата земјоделска школа во Струмица. Во првите 100 дена од работењето на владата, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство реализираше и започна голем број на проекти, информираше ресорниот министер Цветков. Министерството успешно го завршило аплицирањето за субвенции, каде што биле поднесени 74.000 барања, дел од нив веќе се исплатени. Од годинава земјоделците ги добиваат субвенциите по однапред дефиниран календар за субвенции, усогласен според потребите на земјоделците. Од програмата за рурален развој реализирани се 14 проекти, 10 проекти за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини и 6 проекти за унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја. Според договорот подпишан од министерот за економија Бекир Незири и комесарот на Генералниот директорат за предпријатија и индустрија при Европската комисија Нели Ферочи, Македонија може да учествува во програмата на Европската унија за конкурентност на мали и на средни предпријатија КОСМЕ 2014-2020. Програмата има за цел да ја поттикне конкурентноста меѓу компаниите преку обезбедување подобар пристап до финансии, бизнис услуги за поддршка и промовирање на предприемаштвото за мали и за средни предпријатија, постојни или потенцијални предприемачи и бизнис организации за поддршка на развојот на бизниси. Грчкото министерство за надворешни работи денеска уште еднаш изрази потреба да го објасни ставот на Атина во врска со прашањето за името на Македонија. Министерството смета дека е корисно да потсети на грчките ставови со оглед на тоа што некои екстремни кругови се прават дека не знаат ништо или се изненадени што дознаваат сега. Одговорот на министерот за надворешни работи на овогодинешното Генерално собрание на Обединетите нации за позицијата на Грција во врска со спорот за името на Македонија. Источна Украина го преживува најтешкото насилство во последната недела, откако во борбите меѓу проруските бунтовници и владините единици во регионот загинаа најмалку 12 лица, а 32 се ранети. Украински представник во Киев изјави дека во последното деноноќие биле убиени најмалку 9 војници, а 27 биле ранети. Откако во април почнаа борбите во земјата, во конфликтот загинале најмалку 3.500 лица.